кога станувавме членка на НАТО, рековме дека тоа ќе ни помогне и во добро и во лошо. Во принцип никој не очекуваше дека пандемијата толку многу ќе влијае на нашиот живот и дека ќе стави стоп на многу вообичаени активности. Епидемијата стана прашање на опстанок. Стана на вистина екзистенцијална тема која што ги обедини државите во светот, прво во трката по соодветни лекови, потоа во трката по вакцини. И во таа трка сме посилни и посигурни затоа што можеме да сметаме на помошта на нашите сојузници, на нашите браќа и сестри, ако можам да додадам. Она што го прави Норвешка во последнава година покажува колку тоа сојузништво може да ни биде корисно. Јас нема да ги набројувам неколкуте донации кои што ги направи Норвешка во текот на пандемијата, бидејќи беа спомнати, но ќе кажам дека она што беше специјално беше што помошта беше дадена на време, тогаш кога највеќе треба и во извонредно брзи рокови. Истото важи и за последната помош. Егил рече, идејата се роди. Мора да кажам дека таа идеја и таа иницијатива почна токму од норвешкото аташе во нашата држава. И му должиме многу и сакам да ја изразам благодарноста и на нашата влада и на нашите граѓани, дека во секоја ситуација се обидуваше дополнително да најде шанси за соработка и за помош. И ние како држава, и ние како армија не остануваме неми на сето тоа. Ја засилуваме нашата соработка и во доменот на одбраната, но денеска гледаме дека тоа што се случува во доменот на НАТО и во одбраната се шири и во другите сектори. Ова утро имавме заедно еден видеоконференциски повик со нашиот медицински тим во Кабул, каде што нашите хирурзи, медицински сестри, соработуваат и спасуваат животи од земји членки на целата алијанса заедно со норвешкиот тим. Тоа е сојузништво кое што се гради во војна, е сојузништво кое ќе ви помогне и во најтешките моменти. И сакам и овдека да кажам дека оваа поддршка од Норвешка и во форма на медицинска помош, и во форма на тестови, и во форма на респиратори, секој пат кога имавме потреба од нив, нема да остане заборавена. И свесни сме дека таа се должи на неколку луѓе кои на вистина изминативе години го засилија пријателството помеѓу народите и помеѓу државите. Уште во текот на разговорот со мојот колега норвешкиот министер овој понеделник, разговаравме дека искуствата ни се одлични од нашата соработка со сегашната мисија во Кабул и дека сакаме да планираме идно заедничко учество во некои други НАТО операции, а се надевам и дека шансата за многу квалитетна обука која што им беше дадена на нашиот медицински тим во Норвешка ќе биде шанса која што ќе ја добијат и некои други наши доктори и медицински лица од јавното здравство, кои што ќе бидат дел од нашите идни НАТО капацитети за воено-медицинска поддршка. Благодарност до Норвешка, а Егил е сведок дека за добрита соработка, Егил и Драган се сведоци дека за добрата соработка помеѓу две земји секогаш стојат неколку имиња. Денеска, додека го спомнувам и ја жалиме загубата на Драган, сакам да ја изразам и нашата огромна поддршка на нашиот пријател Егил. Егил, thank you very much. Так. Сакам најпрво да се заблагодарам на војното аташе на Норвешка, господинот Далтвейт, за ова една многу значајна донација за нас. Станува збор за 100 механички респиратори кои што може да се користат и за инвазивна и за неинвазивна вентилација и да служат во многу болнички, но и вонболнички установи, како и за време на транспорт на пациентите. Самата количина 100 значи дека сосем соодветно имаме сега можност да ги распределиме буквално по сите јавноздравствени установи, согласно потребата, согласно динамиката на прием и третман на пациенти, секако согласно интензитетот на транспорта. Ова се респиратори кои што нема да се користат само за третман на COVID пациенти, значи ќе имаат многу широка
примена и понатаму после завршувањето на оваа криза може да бидат составен дел од опремата на оделенијата за интензивна нега, обичните болнички оделенија сега скоро сите над 800 снабдени со централен довод на кислород. Оваа донација, овој чин на помош е уште еден доказ дека партнерствата вредат и се познаваат тогаш кога е најпотребно. Ова не е прва помош ниту од Норвешка, ниту пак од системот на НАТО земјите, ниту пак од земји членки на Европската унија, ниту Соединетите американски држави. Сите овие кои ги споменав донираа многу за време на кризата од самиот почеток и тоа беше еден од клучните фактори благодарение на кој се менаџираше кризата во изминатиот период, но и се уште добивме значајна количина на лична заштитна опрема, материјали преку НАТО системот, респиратори, пред повеќе месеци понатаму лекови. Оваа помош е трета поред од Норвешка. Најпрво имаше лична заштитна опрема, понатаму имаше брзи тестови антигенски за детектирање на вирусот и сега ова многу за нас значајна помош која што сериозно ќе го зголеми квалитетот на здравствена услуга во овој момент за третман на ковид пациентите, како што кажав понатаму и ќе бидат составен дел од јавноздравствените институции во делот на давањето на соодветна здравствена нега, тогаш кога на пациентите им е потребна од различна причина механичка вентилација. Сакам да се заблагодарам и за тоа што на еден многу партнерски начин успеавме да формираме заедно со Норвешка и лекарски тимови. И сега нашиот лекарски тим кој што најпрво беше на обука во Норвешка, а сега е во Афганистан, е дел од тој контингент. Таму се лекари, хирурзи, медицински сестри кои што работат рамо до рамо со сите своји колеги од соодветните области, од најразвиените земји во Европа и на тој начин практично станаа дел од НАТО системот во делот на пружење на здравствена заштита. Искрено се надевам дека партнерството и понатаму ќе продолжи да се зајакнува и дека секогаш ќе помагаме едни на други тогаш кога ќе биде најпотребно. Благодарам. Учитувани министри, учитувани гости, учитувани граѓани на Северна Македонија. I'll continue in English because of my limited Macedonian. I'm here on behalf of my government and my ambassador to mark the donation of 100 emergency respirators from the Norwegian Directorate of Health to the Health Ministry of North Macedonia. We have a strong cooperation between the armed forces of Norway and the armed forces of North Macedonia, and also between our ministries of defense. And we were able to use this connection to make this donation fast and effective, delivering this donation of respirators worth around 600,000 euros in only a few days from the idea was born until the respirators were physically delivered here in Skopje. Сега ќе продолжам на англиски јазик заради моето ограничено познавање на македонскиот. Овде сум во името на владата и на амбасадорот на Норвешка да ја одбележиме донацијата на 100 респиратори за итни случаи од Норвешката дирекција за здравство на Министерството за здравство на Северна Македонија. Помеѓу нашите вооружени сили на Норвешка и Северна Македонија и нашите министерства за одбрана имаат цврста соработка и ја искористивме оваа врска за да ја реализираме донацијата на брз и ефикасен начин, при што испорачавме респиратори во вредност од околу 600.000 евра за само неколку дена откако се роди оваа идеја, се до нивното физичко пристигнување тука во Скопје. The pandemic has hit North Macedonia very hard, and you have already lost too many valuable lives. To me, your loss is also personal. Mr. Dragan Todorovsky,
a Macedonian diplomat who deserves a lot of credit for the close connection between our countries, and who was also a dear friend, died from COVID 2 weeks ago. We want to help our NATO ally save as many of those who have been infected as possible. Our hope is that these respirators will help your doctors and nurses save lives that would otherwise have been lost. Пандемијата силно ја погоди Северна Македонија и вие веќе изгубивте премногу вредни животи. За мене, вашата загуба е исто така и лична. Господинот Драган Тодоровски, македонски дипломат, кој заслужува голема заслуга за блиските односи помеѓу нашите земји, а кој беше и мој драг пријател, почина од ковид пред 2 недели. Ние сакаме да му помогнеме на нашиот НАТО сојузник да спаси колку што е можно повеќе од заразените лица. Нашата надеж е дека овие респиратори ќе им помогнат на вашите лекари и медицински сестри да спасат животи што инаку би биле изгубени. Behind these respirators, there's an interesting story. When the pandemic hit Norway a little over a year ago, we did not have enough respirators for a scenario where the crisis got out of control. Therefore, the scientists at the Norwegian Defence Research Establishment rapidly designed this respirator, which can operate without a lot of the normal high-tech. It can operate without pressurized oxygen, and it is relatively simple to use. Together with 2 industry companies, one medical and one specializing in hydraulics, they rapidly produced over 1,000 of these respirators. Fortunately, the pandemic situation in Norway throughout the crisis has been the best in Europe. Therefore, we have a surplus and can now donate these respirators to you, as you have a bigger need right now than what we have. За овие респиратори има интересна приказна. Кога избухна пандемијата во Норвешка пред 1 година, ние немавме доволно респиратори, доколку имаше сценарио кризата да излезе од контрола. По таа причина, научниците од Норвешката институција за истражување во одбраната за кусо време го дизајнираа овој респиратор, кој може да работи без голем дел од вообичаената висока технологија, може да работи без кислород под притисок и е релативно едноставен за употреба. Заедно со 2 индустријски компании, една медицинска, а другата специјализирана за хидраулика, тие забрзано произведоа над 1000 вакви респиратори. За среќа, пандемиската состојба во Норвешка беше најдобра во Европа за време на целата криза. По таа причина, сега можеме да ви ги донираме овие респиратори вам, бидејќи нас не се вишат, а вие имате поголема потреба од нив. These respirators are designed especially for emergencies. They are simple and robust, easy to use, and demands only short training, and they can also be used outside of hospitals, for instance in ambulances or in smaller emergency rooms. At an early stage in the pandemic, Norway provided North Macedonia with another donation of respirators, but in a smaller number. We all look forward to the day when they will not be needed anymore, but in the meantime, we hope that these will save Macedonian lives. Овие респиратори се дизајнирани специјално за итни случаи. Тие се едноставни и цврсти, лесни за користење и е потребна само кратка обука и може да се користат и надвор од болниците, например во возила за брза помош или во помали болнички сали за итна помош. На почетокот на пандемијата, Норвешка ја обезбеди на Северна Македонија и друга донација на респиратори, но во помал број. Се надеваме дека наскоро ќе дојде денот кога повеќе нема да ни требаат, но во меѓувреме тие сепак ќе спасат живот. Norway has had a close connection with your country since you gained your independence. But when you became our ally in NATO a little over a year ago, our countries came closer than ever before. You know that most people will always help a friend if they can, but they will help their own brother first. Now you are our brothers.
You have trusted Norway to command your men and your women, who now serve shoulder to shoulder with our men and women in Afghanistan. In NATO, you have chosen to pledge that if Norway is attacked, you will help defend us. And we have chosen to say that we will help defend you if you are under attack. May God bless Macedonia and all its citizens. Норвешка има блиска соработка со вашата земја уште од добивањето на вашата независност. Но кога пред една година станавте наш сојузник во НАТО, нашите земји се зближија повеќе од кога и да е порано. Повеќето луѓе секогаш ќе му помогнат на пријателот ако можат, но прво ќе му помогнат сепак на сопствениот брат. Сега вие сте наши браќа. Вие имавте доверба во Норвешка да командува со вашите мажи и жени, кои сега служат рамо до рамо со нашите мажи и жени во Афганистан. Во НАТО избравте да ветите дека доколку некој ја нападне Норвешка, вие ќе помогнете во нашата одбрана, исто како што и ние ќе помогнеме во вашата одбрана. Господе ја благослови Македонија и сите нејзини граѓани.